Почитувани, општина Куманово е единствен случај во државата, па и пошироко во развиениот демократски свет, каде е повеќе од 30 години една политичка партија управува со општината. СДСМ полни 3 децении ја узурпира власта во Куманово, користејќи за нив добро познати методи на притисок, а на штета на секојдневното нормално живење на кумановци. Изминативе 4 години градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски со мал прст не мрдна за Куманово. Изминатите 4 години Максим Димитриевски нема реализирано ниту еден капитален проект, ветен пред граѓаните. А за жал, изминатите 4 години Димитриевски потроши над 7 милиарди денари буџетски средства на општината. Кумановци на Максим Димитриевски не му ја дадоа довербата само да вработува партиски послушници и да овозможува преку тендери богатење на поединци блиски до СДСМ, туку му ја дадоа за изградба на 2 нови детски градинки. За жал, ниту една не е изградена. Димитриевски вети изградба на ново основно општинско училиште, кое не го изгради, а не вети купување на нови службени возила, кои ги купи. Ако заборавил Димитриевски, кумановци не заборавиле дека им вети, а не направи особен, сериозен пристап кон решавање на круцијалниот проблем на граѓаните на општина Куманово со водоснабдување на општината, со изградба на капитална инвестиција цевковод од Куманово до Липково. Овој проект предвидуваше нов начин на зафаќање на водите околу езерото Глажња и изградба на нов доводен цевковод во должина од 18,4 км со диаметар од фи 609,9 мм, што ќе обезбедува сигурен дотур на вода до филтер станицата во Куманово од дополнителни 500 литри во секунда, со што во подолг временски период ќе бидат задоволени потребите на граѓаните на општина Куманово. За жал, ништо од ова нема. Да го потсетам Димитриевски и дека пред 4 години вети водовод и канализација во рурални средини, а денес, во 21. век, најголем број на рурални населени места во општина Куманово се уште немаат водовод и канализација, нешто што требало да се реши уште во минатиот век. Димитриевски пред граѓаните се обврза за справување со отпад и дислокација на постоечката депонија, а денес состојбата во оваа област е уште полоша. А за дислокација на постојната депонија, кумановци ќе мора да почекаат некои други подобри времиња. Ветеното ширење на гасификацијската мрежа, за жал, остана само на хартија. За 4 години ниту еден државен објект не е приклучен кон мрежата, дури ни општата болница Куманово, за која 4 години, секоја година ветуваа гасификација, а не направија ништо. Ја потенцирам општата болница Куманово, затоа што е еден од најголемите загадувачи на Куманово, затоа што се загрева на мазут. Состојбата во сообраќајот и паркирањето во Куманово е уште полоша од пред да дојде Максим Димитриевски на чело на општината. Ветените 5-катни гаражи ги нема никаде, освен она железно монтажно ругло поставено до Домот на културата, кој што е времен објект и се надевам дека ќе биде дислоциран во иднина. Ветениот развој на индустријската зона во Речица за 4 години се претвори исклучиво во стагнација. Ветената реконструкција и осовременување на градскиот плоштад и пред се пешачко поврзување на двата плоштада остана само на хартија како проект да биде препишан и за следната изборна програма на СДСМ. Нов генерален урбанистички план за општина Куманово нема, а СДСМ на Куманово му потроши уште 4 драгоцени години без никакво подобрување на условите за живот. Затоа на Куманово му се неопходни итни промени кои треба да ги донесат некои нови луѓе со свежи идеи. Ви благодарам.